Здраво на сите и добре дојдовте во уште едно издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате секако само на Сител телевизија. Концептот на квизот не се менува, знаете дека одиме на надбудрување и знаење, се со цел нели да ги освоиме поените кои што потоа на крајот ќе не донесат до самата тема од листата, каде што имаме шанса да се освоиме и парична награда. Домакините се подготвени, а се знае. Во улога на домакини се денеска победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Трајче и Ристо. Повелете! Господин Трајче, здраво, господин Ристо, здраво. Повелете малце понапред, ако може да дојме така. Зубаво да ви видиме сите. Како сме расположени денеска? Добре. Добро, одлично. Мразот си го скршиме. Така, мразот го скршивме. Убаво изигравме, 200 евра беше финалната сума која што освоивме, имавме шанси за 300 евра, но да, можеш. После видовме дека ги знаат. Така, што е сигурно. По-добро нешто, толку ништо. Точно така, да се исплати доаѓањето, што викам, барем да се извади ручече гориво. Да, тоа е тоа, да. За денеска спремни за игра? Сигурно. Спремни. Како и секогаш, кажа. Да. Да не сакате да додадете, да поздравите нешто? Тоа е тоа. Тоа е тоа. Ништо. Океј, денеска сте домакини, што значи ваша домакинската кабина, повелете. А за да си продолжиме понатаму со нашиот и ваш омилен квиз Листа за 300, потребно е да ги запознаеме и денешните предизвикувачи. Та улога и припадна на Ивица и Стефан. Повелете! Тука ве чекаме од оваа страна. Како сте? Дали сте добри? Супер, да. Одлично, гледам и вие сте супер расположени. Ки имам интересно издание денеска на Листа за 300. Замисли, кјути ме сите. Треба да интересни штурци. Ништо нема мувале. Утепани сите. Ама чекај. Нема да биде така, знам. Како сте, добри ли сте? Добре, супер. Да речеме, да. Во новава сезона Нови сили. со нови сили до нови победи, така. до нови финанси. Како не? Се бива, ако не. Да, се бива. Сепак добро освежување се пред се, како што викаме, нели, забава да тестираме, да видиме до кај сме, што сме со знаењето. Да не сме забравиле нешто. Така. И парите, ако да се само плюс на целата работа, знаеме дека домакини ги земат одма. Више се потрошени. Да, кажи. Не се земени, а потрошени се за тоа. Ама така треба да е ако. Супер, да не сакате да додадете нешто, да си кажете нешто за вас, да споделите, да се отворите. Сме биле веќе тука, да ги поздравиме сите што не бодрат, што не знаат и што не познаваат и со среќа. Со среќа и јас ќе ви кажам, денеска почувате како предизвикувачи. Имате шанса, нели, да преминете од едната во другата кабина, но за да го направиме тоа, треба да ги победиме противниците. Да. Нема ништо да зборам на таа тема, ќе ви посакам многу среќа, сконцентрирано и храбро во продолжение. Ваша е предизвикувачката кабина. Повелете. Фала ти. Сега, драги гледачи, стапувам јас на сцена, затоа што знаете, Трајче и Ристо, односно Ивица и Стефан, се веќе во нивните надпреварувачки кабини, па треба да ги провериме. Дали си функционираат работата онака како што треба, за да немаме никакви проблеми во продолжение. Ке ве замолам прво да исклучиме кабината на Трајче и Ристо, а Ивица и Стефан, дали се слушаме? Да. Супер. Чисто за подсетување, ајде да ве подсетам, ако имаме некаков технички проблем, сугерирајте таму. Ако нешто не е јасно, ве молам да ме прашате, не сте ме слушнале или ред други работи, прашајте. Да не ја утнеме така работата. Сега, со среќа уште еднаш ќе исклучиме и вашата кабина, да провериме кабината на Трајче и на Ристо, дали се слушаме? Да. Одлично. Може да почнеме, господа? Секако. Ви благодарам. Ете, драги гледачи, зелено светло домакините, може да почнеме со Листа за 300. Стандардно си почнуваме со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи: женски имиња што ја содржат буквата Р. Бараме женски имиња кои ја содржат буквата Р и кои имаат 5 или повеќе букви. Имињата треба да ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, треба името да го имаат најмалку 5 наши сограѓанки. Трајче, Ристо, дали не е јасна темата? Да. Да. Одлично, еве ќе дадам еден пример. Доколку баравме машки имиња што ја
содржат буквата Р од 5 или повеќе букви, Марко ќе беше точен одговор. Ивица и Стефан, дали не е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со одговарање започнувате ковните предизвикувачи во таа улога. Моментално се Ивица и Стефан. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините. А Ивица и Стефан, кога ќе имате понуда, кажете ни. 10. Почнуваме со 10, 15. 15, 18. 18, 20. 20, 22. 22, 25. 25, 27. 27, 29. 29, 31. 31, 37. 37, 38. едно повеќе 38. 40 равно. Стигнавме до 40 равно. Ајде 47. 41, И 2. 42, 43. 43, 44. 44, Ајде 45. стигаме до 45, 46. 46, Ке ги кажат ли ето? Па не знам. Ние ќе ги кажеме ли? Па не знам. Дома. Ќе ги кажеме што да не ги Што кажеме. време денес като? Не знам. Не, Ќе ги кажеме. Ајде. Ајде уште еден пус. 47. Да пуштим. Да. Да играт. Да играат, ајде. Ивица и Стефан, сепак вас ви се падна. Сега ќе видиме на што сме. Битно ме насмеавте убаво. Бараме женски имиња што ја содржат буквата Р. Не е битно каде се наоѓа буквата Р, но она што е важно е да имаат 5 или повеќе букви. Тоа е тоа. Кога ќе бидете спремни, слободно Ти почни. кажу ја ти. Марија. Марија. Дали има некоја Марија во твојот живот? Што го сакаш да кажеш прво име? Има. И повеќе. И Марија точен одговор. Ана Марија. Ана Марија. Ана Марија, точен одговор. Мирјана. Мирјана. Така е. Маријана. Маријана. Е сега дали Маријана или Маријана? Добро, Маријана. Маријана. Добро. И Маријана. Па и Маријан. И Маријана. Добро. Борка. Борка. Така е. Боркица. Боркица. Јас имам братучетка Боркица. Голем поздрав до неја. Борјана. Борјана. Така е. Верица. Верица. Така е. Валерија. Валерија. Точно. Вероника. Вероника. Така е. Ведрана. Ведрана, голем поздрав до Ведрана. Мојата колечка, бивша. Гордана. Гордана. Така е. Горица. Горица. Така е. Марина. Марина.
Така е. Драгана. Драгана. Точно. Драгица. Драгица. Така е. Даринка. Даринка. Така е. Добре, затоа по двајца ве става. Да. Добрила. 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 Така е. Добрица. Добрица. Ерина. Само момент, Добрица да видиме. Проверуваме. Така е. Потоа? Ерина. 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 Така е. Ирина. Ирина. Така е. Бранка. Бранка. Така е. Бранкица. Бранкица. Така е. Докъде стигнахме до Еритея. Не. Ядранка. Јадранка. Точно. Адриана. Адриана. Така е. Адриана и... Андријана. Андријана. Андријан. Е, така. Со Јадранка сите споени. Така. Андријана рековме? Да. Со Ј. Да. Андријана, така е. Истото без Ј. Андриана. Да. Ајде да видиме. Андриана. Така е. Катерина. Катерина. Така е. Маринела. 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 Маринела е точен одговор? Марина, дали кажавме? Не, јако што знам не. Добро. Маријана знам дека кажавте. Како и Марина кажа не? Кажано било сепак и Марина. Мартина. Извинете. Мартина. Така е. 31 имаме до сега точен одговор. Да, со Маријана Росана, да не ја забравиме. Маријана и Росана. Да. Ајде да видиме Росана. Така е. Ребека. Ребека. Точно. Марица. 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 И Марица е точен одговор. Марика. Марика. Така е, точен одговор. На жена ми мајката така свига. Марика. Надире. Надире.
Надире, точен одговор. О, Оливера. Оливера. Кој рече, Оливера, викам си офна. Да викам, Оливера. Ме збуни. Да има по струмички ќе биде и Оливера. Ама не. Оливера. Петра. Петра. Ајде да видиме Петра. Петра е точен одговор. Петранка. Петранка. Точно. Перса. Перса. Така е. Митра. Митра. 40 одговори имаме до сега, уште 7 ни остануваат за да го освоиме поенот. А еве го и 41-иот точен одговор Митра. Радмила. Радмила. Така е. Радица. Радица. Точен одговор. Радка. Радка. Браво, си уште 3, ајде. Радка. Само Верче. Ајде, Верче само. Верче само. Ќе одвоиме од другите, само брши се друго. Верче. Да ја поздравиме една ја знаме, ни беше предпоставена. Да, поздрав до Верче. Да, Прекрасна жена. тачно, Да, Вистина. уште подобар предпоставен. тачно. Чим ја поздравувате, мора да е така. Ни беше сега не. Да. А тоа е добри, убаво искуство, убави спомени. Уште двечки се. Радмила, да кажавме. Тоа е. Не. Не. Добре. Само надире ја кажавме. Верче. Верче, Радка, опара С, на С. На Т. На Т, бе. Трајанка. 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 Ајде, 46-ти одговор, ние Трајанка и ни останува уште еден. Ивица и Стефан се држат за глава, И Трајана. размислуваат и Трајана. Трајана. Да видиме. Трајанка се испостави дека е точен одговор, сега уште Трајана. Трена. Сега. Касно палиш. Сега да видиме Трајана. И Трајана е точен одговор, 47 точни женски имиња кои што ја содржат буквата Р и секако се од 5 плюс букви. Браво за Ивица и Стефан, одлично одиграно, но немаме време за опуштање, имаме уште една лицитација, затоа внимателно во продолжение. Трајче ристо, немам никаква замерка, си изигравте Не, храбро. малце беше. Викат, уште требаш да се да. Може би да, сега кога Беше почнавте. десетина. Сега ќе имаме шанса да поправиме тоа, имаме нова лицитација, само храбро во продолжение и се ќе биде како што треба. Женски имиња што содржат буквата Р, да прочитам уште некој пред да продолжиме понатаму, иако ќе имам огромен проблем, затоа што кажа 47 имиња моите надпреварувачи денеска. Тука имаме Афродита, колку што гледам Барбара, Борислава, Борјана, потоа Далиборка, Дарија, Даринка, Дарка, Дорис, Ѓургица, Ѓурѓа, Зарка, Зорка, Јорданка, Каранфила, Кристина, Маргарита, Марија, добро, Марика, Миранда, Мирела, Мирка, Мирослава, Сабрина, Фросина, Христина и така натаму, ги има доста. Сега, драги гледачи, е време за втората лицитација, односно второто надавање. Ова надавање, односно оваа лицитација, ќе ни открие дали ќе играме пенали или пак Ивица и Стефан ќе застанат тука до мене на главната сцена. Затоа да не ве држам повеќе, темата за втората лицитација гласи:
Ранг листа на најдобрите европски репрезентации во ракомет за мажи. Ги бараме најдобрите 40 ракометни репрезентации според најновата ЕХФ листа, односно листата на Европската ракометна федерација. На листата се репрезентации, па има и непризнати држави, како и држави кои се под санкции. Можете да ги кажувате и нив. Секако, ако мислите дека се наоѓаат во првите 40 на листата. Трајчи Ристо, дали не е јасна темата? Да. Да. Ивици и Стефан, дали не е јасна темата? Да. Значи ги бараме оние 40 најдобри, што значи или цитирањето би ни било до 40 во оваа ситуација. Но вие се знаете, ако ви текне некој плюс друг, Не. кој што мислите дека може да е на листата, слободно. Знаете, драги гледачи, дека први со лицитирање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација се наоѓаат моментално Трајче и Ристо. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Ивица и Стефана. Трајче и Ристо, кога ќе имате понуда, повелете. 10. Почнуваме со 10. 12. 12. 14. 14. 15. 15. 16. 16. Колко е 16? 16, да. Ајде 18. 18. 20. 20. 22. 22. 4. 23. 24. 24. Ние рековме 24. Вие рековте 24. Не знам. Враќаме на 24 беше нивната понуда, извини, последна. Они рекли 24, да. Аха, 25. 25. 26. 26. 27. 27. И 8. Едно повеќе, 28. Марче, извинете, Повели- беше од Европа само европските? Да, најдобрите европски репрезентации, да. Добро. Колку беше 20? И 8. 8, 29. 29. Нека одговарам. Нека одговарат. Да одговарат. Да. Ајде да видиме. Не утнеме нешто. Немаш. Ивица и Стефан, повторно ќе треба вие да одговарате. Да, 29 празни полиња, 20 за 20, скоро помалце од претходно што одговаравме. Како што реков, ги бараме најдобрите европски репрезентации во ракомет за мажи, односно оние кои што се наоѓаат помеѓу најдобрите 40. Кога ќе бидете подготвени, ја мислам дека со малце логика, нели со ова, она, во тоа што пратиме, да. гледаме дека може да се изгора, но не ви се меша. Ако Ќе сгрешиме, нека изгориме. видиме. Да сме живи и здрави. Имаме пенали после играње, Така, тама. ајде, скандинавските, да ги кажем, Норвешка. Ајде, одиме со Норвешка. Норвешка, иначе, меѓу првите 10 по својот квалитет. Шведска. Точно, Шведска. И Шведска е на истата листа. И помеѓу првите 10. Данска. Така е, Данска. Данска е прва нова листа. И точен одговор. Слава Богу, да. Значи, вечита болка, ја не ги можам. Значи, више почав, и на меѓународни почав, како што навивам против шпанците во баскет, така против данците навивам во Мој ракомет. Хансен и Кирек ќе го надмине, не знам уште игра човекот. Да, не сто тварам. Не, само колку да мрчи, врска нема, студиите за него играат. Врска нема, супер е. Така е, вечита болка ми се, не можем. Данска точен одговор. Шведска, Норвешка, идеме Франција, Франција. Значи, одиме сега ги кажуваме оние најдобрите меѓу првите 10 што се. И Франција е тука, така е. Германија, Германија. Германците, не знам, едно време важи дека имаат нели најака ракомет лига, ама се не знам дали уште така. Шпанија, Шпанија. Така е. Португалија, Португалија. Тоа што ми знаеме, Португалија не е меѓу првите 10, но е малку, тука. Да. Швейцарија, да, Швейцарија прво, Швајцарија. Така е. Австрија, Австрија. И Австрија на овој список, нова листа. Словенија. Словенија. Точно. Хрватска, Хрватска.
Така е. Унгарија, А иначе Словенија и Хрватска, тоа заборив да кажам, се меѓу првите 10 и двете репрезентации. Потоа рековме Унгарија. Унгарија. И Унгарија е точен одговор. Австрија, кажавме, Унгарија, Полска, Полска. Точно. Италија, Италија. Така е. Холандија, Холандија. Така е. сега веќе на тепка. Ај Србија. Ајде, Србија, одиме на тепка се ми се сега. Таа е тоа. Си признавме, среќата нека го направи своето. Така е точно. Тако изгорим или Македонија нека иде. Не може да изгори со Македонија. Македонија е меѓу првите 20, односно на 18-то место, едни од подобрите Точно. европски Црна екипи Гора. сме. И е точен одговор. Црна Гора. Така е. Не сум сигурен за Босна, ама ајде после ако загусти, ќе кажем тако. Чешка, Чешка. Така е. Уште 10 одговори ни треба. Чешка, Полска, Словачка, Словачка. Така е. Естонија, Естонија. Така е. ај Грција да видиме. Ајде Грција да видиме. Веднаш ќе ти кажам дека е и она нова листа. Така е. Бугарите не, бугарите. Турција, Турција. Така е. Романија, Романија. Точно. Уште 5. че го био скандинавските, Данска, Норвешка, Финска, не бе, Ирска, Ирска. Романјачани, да не знам дали ти играат ракови, појма. Ирска. Чекај да видам. Ај, на супер пат бевте. Кај Ирска? Ајде, сега. На 41-во место да не бе. На кое баш ме интересира? На кое место е? 43-то. На 43-то. Леле, ме боли душа вака кога ќе видам, ама во интересна листа за 300 па ќе биде супер денешното издание, ќе играме пенали сконцентрирано, внимателно во продолжение. Ивица и Стефан, профи бевте, само стварно кај Ирска, се друго што кажа, Велика Британија беше во право, кој друг спомна, Не слуша. не знам кој други реч. Финска ги кажа. Финска, точен А одговор. Бугарија ги има? Бугарија ја немам, чекај тука на списокот, мислам дека не, ама само да проверим еве и во режија ке. Бугарија на 41-во. Ке не виднеше. Не може да ги кажам тие сигурно. Супер бевте. Момци, Нема раскајде, добро. продолжете вака, само малце подобро и се ќе види како што треба. Ивица и Стефан, ништо не е И они малку готово. да откажат нешто. Така е сега. Сега се селиме на пенали, ќе биде интересно, внимателно во продолжение, тоа важи за едните и за другите. Сконцентрирајте се, немојте да брзате. Времето сега немаме премногу време за размислување, но имаме доволно време за да смирите топката, да не брзате. Внимателно, нека победи подобриот. Ја ќе прочитам дел, кажа доста стварно Ивица и Стефан, барем од тие што ги имам тука издвоено. Босна и Херцеговина е исто така помеѓу овие 40, потоа ги имаме Белгија, Белорусија, Велика Британија, Грузија, Естонија, Израел,
Кипар, Косово, Латвија, Литванија, Луксембург, Украина, Фарски острови, Финска и така. Натаму не можам сега да барам да ги одам, ќе изгубиме многу непотребно време. Сега, драги гледачи, на моje огромно задоволство ќе играме пенали. Пеналите се оние кои што ќе одлучат дали Трајче или Ристо, односно Ивица и Стефан ќе ми се придружат тука и ќе се натпреваруваат за парична награда до 300 евра. Затоа нема да должам повеќе. Темата за денешните пенали гласи: зборови од песната "Куќа имам на Пелистар". Бараме зборови од 3 и повеќе букви што се содржат во песната "Куќа имам на Пелистар" во изведба на Јонче Христовски. Сите такви зборови, па макар се разликувале за една буква, се сметаат за посебни зборови, но можете да ги кажете само еднаш. Зборовите од насловот не можете да ги користите. Тоа некако правило, кога имаме 3 зборчиња во насловот на одредена песна, играме на пенали, да не може да се кажат, затоа што, нели, ќе остане покус еден од надпреварувачките парови, а нема да биде фер така. Трајче, Ристо, дали не е јасна темата? Да. Одлично, Ивица и Стефан, дали не е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека на пенали први со одговарање започнуваат тековните предизвикувачи. Таа улога им е припадната денеска на Ивица и Стефан. Па Ивица и Стефан, кога ќе имаме одговор, споделете го со нас. Внимателно само да ве потсетам уште еднаш, одговараме напоредно едните па другите. Се слушаме, затоа внимателни како се договарате меѓу себе. Аџанак, Аџанак. Така е? Баџанак. Баџанак. Така е? значи 3 букви беа, така? Од 3 па нагоре. На однаго. Кој? Кој? Така е? Дојде. Дојде. Така е? Стиска, Стиска. Така е? Деца. Деца. Така е? нека, Нека. Точно. Јаде. Јаде. Точно е. жена, Жена. Така е. Сите. Сите. Така е. немам, Немам. Така е. Жвакат. Жвакат. Точно. пари, Пари. Пари, јас колку што гледам, Ивица и Стефан нема. Во куќи имам на Пелистер, но ништо не е готово за вас, затоа што чекаме одговор од вашите противници. Доколку промашат, одиме понатаму, како ништо да не било, доколку погодат, за жал ќе се простиме. Трајче, Ристо, кој е вашиот одговор? Немаме многу време за мислење, знаете дека не е ограничено, околу 15 на секунди се за размислување. Немам, има ли кажем? Немам да кажаме. Морам да почнам да бројам. 10, 9, 8, 7, Жена. 6, кажано е, 7, 5, 4, 3, 2, Како? Не е таа. 1. Ништо се селиме назад кај Ивица и Стефан, продолжуваме понатаму. Имам. Имам. Мислете, Трајче, Ристо, мислете, за да не ве гази времето. Имам точен одговор. Морам да почнам да бројам, Трајче, Ристо. 10, Кажи песната Девет. како беше? 8, 7, Кој му иска Шест. нека дојде. Аџанак, ваџанак. 4, 3,
Сите плачат, ајде. Еден, плачат. Плачат. Ајде, плачат да видиме. Плачат. Плачат. Плачат, за жал, нема. Вистинскиот збор е плаче. Не може да се признае затоа што е сепак различен збор, нели голема разлика е. Целиот стих е едно плаче, сите солзат. Да. Трајчериста. Одлични надпреварувачи, не мора да сте разочарани. Може би денеска не излезе математиката онака како што посакувавме, но во минатото издание одржавте една добра лекција за тоа како се учествува во еден квиз и убава парична награда од 200 евра ќе си заминете. Се надевам дека ова нема да ве одврати во иднина да се пријавите повторно во листа за 300 и да ми ги земете и остатокот од парите. Трајчеристо, со високо подигнати глави, може да се отидете без разочарување. Само секунд. Ивица и Стефан, добро одиграно се извадивте, имавте среќа многу денеска, среќата ви извади. Не им текнуваше најдобро на Ристо, позем не им текнуваше најдобро која е песната, малце промаши на крајот, кој им текна веќе касно беше за жал. Ми текна мене уште еден збор, имав коњак. Да, кој збор? Едно. Како? Едно. Едно. Да, така е. Едно плаче, Да, така е. Сега ќе ги прочитам зборовите од оваа прекрасна песна, а Ивица и Стефан за кратко ќе ве повикам да ми се придружите тука. Зборови од песната "Куќе имам на пелистер" од Јонче Христовски. Куќе имам на пелистер, аџанак, баџанак, кој му стиска, нека дојде аџанак, баџанак. 9 деца ја горина, во колиба сами спијат. Едно плаче, сите солзат, едно јаде, сите џвакат. Деца имам, жена немам, кој му стиска, нека дојде аџанак, баџанак. Со ова ги повикувам Ивица и Стефан да ми се придружат тука на главната сцена и да ги соочам со денешната тема од нашата листа. Што ќе направат, останува да видиме во продолжение. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите. Ивица и Стефан ми се придружија тука на главната сцена и за нека минутка еве ќе ги соочиме со темата од нашата листа. Ќе имате шанса да освоите убава парична награда, доколку се разбирате во политика, доколку не е тешко за вас. Како стоиме сериозно со политика? Ја гледаме, ја живееме, не ја сакаме. Ја живееме, Така некако. окружени сме со неја, што да преш. Да, на сите страни знаеме дека политичарите се главните ликови во... Кај може нас, сега да светот кажам... не. Веќе почува, за жал, во такво време влеговме каде што во поголемиот дел од земите политичарите ги знаат, Да, не ги знае, а сега веќе почуваме, влегуваме како тренд да ги знаат. Целава планета ни е малце како што не треба забегана сега и така ќе кажеме. Но тоа што е, ние не го гледаме тој дел од политиката. Нас политиката добро ни доаѓа во оваа ситуација дека може пари да ни донесе конечно, не да ни ги земе. Знаете дека листата ни е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги исполниме со точни одговори доколку сакаме да освоиме максималната сума. Во меѓувреме за 3 ваши точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате од тука со парична награда од 300 евра. Кажи ми дали до сега имаме земено пари во листа за 300? Па имаме нешто. Да, супер. Не ве чепкам колку како што, воопшто не е важно. Да, потрошени тоа изгорени. Ти ако се потрошени откако се земени, супер, брат. Ке мене се потрошени уште пред да е земено. Како да ти кажам, тоа више. Цртка. Сега моментално ги трошам од јули парите, идната Од година. следната. Од 2025 јули ги трошиме парите. Битно имаш за земање. Ако дадат. Да, има ти за зимање исто така. Ајде да се вратиме, да не ме деконцентрирам. Пари се секогаш добре, дојдени колку и да ги има човек, нели? Освежување. Па, која не ги очекува се најубави. Имам интересна тема, како што реков, поврзана е со политика, но овој пат политиката може да ви донесе и убаво нешто. Слушајте вие добро, драги гледачи, денес како тестираме нашето знаење на тема Влада на Република Македонија. Тука стои С претходно. Барам имиња на актуелни министри, заменици на председател на влада, како и самиот председател на влада формирана оваа 2024 година. Да, барем некој знае, ако ништо друго за 50 евра да стига. Да, имаме нова влада, веќе неколку месеци работи, нема да навлегуваме во делот за нивната работи. Тоа си има кој да си ги гледа тие работи. Сега не интересираат и мињата на сите оние кои што се членови во истата.
Од премиер па се до министри, заменици министри и така натаму. Добро. Кога ќе бидете спремни, подготвени, може да почнете. Јас што викам сега на почетокот нема што да изгубиме. Тука Христијан Мицковски. Христијан Мицковски, воедно и премиерот на Република Македонија од 2024 година. Така е, точен одговор. Ајде, новинарот што беше Тимчо Муцунски. Тимчо Муцунски, сега министер за надворешни. Работи. Така е, точен одговор. Ти ги мисли само и... И кажувај ги, гледај вака, заборев тоа да ви кажам. Не мора ти ми и презиме, може само презимето да го кажете, ќе или го само најдем името, името. Така, сега името не малце само проблема кога го кажеш, може да има повеќе со истото, Ако гледам ги презимето, знаеме, да. сме ги слушнали, ова сега на Така. номера Панче Тошковски. Панче Тошковски. Така е, со Панче Тошковски 50 евра 50 вричи. се во ваши раце. Као да си плюкнал на улица. Као да сум плюкнал на улица. Општо наравно. Да, 50. Општо корисно ќе изработи. Супер, честитки, одиме па натаму. Да. Чекай, идеме сега за образование Весна Јанева, мислам беше. Весна Јаневска, нема да ти земам за зло. Браво. Добро че, супер, ајде да видиме па натаму. Здравство, Арбен Таравари. Арбен Таравари, така за здравство, министер. И пети точен одговор за вас двајцата. Идеме, кој мислам дека е вице-премиер на Чаир, што беше Изет Меджити. Изет Меджети. Браво! Со Изет Меджети стигнавме и до 100 евра. Чека, Браво. парламент не се важи, овој председателот не се важи, не. Само ако се членови нели на владата, Не, тој е како веќе да на е, да, на собрание, он председател, Ништо. да. Борко Ристевски за спорт. И па ето 3. Борко Ристевски. Гордана... Ја заборев како сега за финанси и кој кажа уште? За економија. Не, Не за економија. За земјоделие. Ајде уште еднаш ќе видиме. Ќе одиме, а? Па сега. Ајде да видиме. Нека иде сега. За земјоделие Трипуновски се презива. Така е, Цветан Трипуновски, да, презимето точно. беше битно. Дека преска кажа Трифуновски. И викам, ако кажеш така Трифуновски, а со поја човекот Трипуновски, и утнавме работата Сега, за мал. Трипуновски кажам. да. Трипуновски. Ни самиот не си свесен, а? Јако. Добре. А јас сега да викам Трипуновски, добре си тука извади, дека викам, види, му текна на човек. Браво. Кој рековме сега? Борко Ристевски. Борко Ристевски. Како што рече, сега министер за спорт, тоа е новитет во оваа влада. До вчера беше нели агенцијата за млади и спорт, а сега имаме и министерство, да видиме дали ќе се одржи позитивно добро за спортот. И за 150 евра кој? И за финанси Гордана не ми текна. Гордана има презиме како пејачка, две сестри пејачки, значи, на К. Кочовска. Така е. Димитриевска Кочовска. Димитриевска Кочовска. Браво, точно. добре, пак си ги заслужи, викам, чекај, со ова асоциација и те свртев се и за музика, видиш? Так. Така е. И се ми избега, кај ми беше? Кај ми беше, кажа, чекај. Зашто ми... Да, Гордана Димитриевска Кочовска е министерката која што ја баравме за 150 евра. Мислам, ја баравме тука, не ја баравме... Да не сватат погрешно. Добро. Што правиме сега понатаму? Сега да смислиме, Внимателно. да смислиме. Имате 150 евра, убава сума е, може не сакаме, нели, не сакам да изгубите, затоа бидете внимателни. Мене не сакам помош да давам веќе, ќе ме карат. текнуваат министерствата за економија. екологија, нешто што. Министерство за кафани. За кафани. За здравство, кој беше за здравство? Кажа, да. Чекай, за здравство, за надворешни, за внатрешни, за... Ај за култура, бе, да те подсетам, дали ти текнува кој беше актер наш. За култура... Да, овој актеров од Велес, Љутков. Добро. И тука, вичај се гасам, Тука сега си готово. стрина на страна. Не, ми требаат министерствата, само може и минјата ќе ми текнат. Култура,
Треба да видат албанците некои, кои ги имаат они. Оние джаболебарите без ресор што се тие, кои се... Би сакале ние да сме тие. Тие, министер без ресор. Клатење нозе цел ден, не знае зашто диште работа. Ову за транспорт и врски Николовски. Николовски. И ова рековме Љутков и уште еден. Транспорт и врски. Не бе се, ако не ти тегињата. Колку министерства се... Зиме парите, да не напреме Да. пилјам, ќе се видиме пак следното издание на вторник. листа за 300. За не сега да направиме грешка, само тоа ме... Зоран Љутков и овој Николовски, тако... Добро, ајде мисли. Уште една минута. Ајде, мисли. Внатрешни, надворешни ги Ги кажа. кажавме Да. тие натрешни вршни. Не еден по друг са. За правда не ми текнува кој беше. Колку се вкупно се членови во влада, ме интересира 24. 24 министерства. Да. Мислам не, со заменици се обарачи. Да. И Не знам колку министерства има сега точно. председателя, кои се други имена Мицкоски? Ништо. Ајде се ги земеме и Ајде, вторник ќе се видиме пак. Понедело. Се гледаме следни изданија, да. Кога ќе ви кажеме тогаш? Ќе се Тогаш, видиме, тогаш, иначе тоа. пари нема пилиња. Нема. Одлично одиграно, супер бевте, тоа само тоа кажа, сепак 150 евра нели до пола стигнавме на оваа сума. Мислам од максималната сума. Сега ќе ви ги прочитам имињата од влада на Република Македонија. Тука, како што рековме, влегуваат актуелни министри, заменици на председател на влада, како и сами председател на влада. Тука ги имаме Христијан Мицкоски, Изет Меджети, Александар Николовски, Арбен Фетај, Љупчо Димовски и Иван Стоилковиќ. Потоа Арбен Таравари, Бесар Дурмиши, Борко Ристовски, Весна Јаневска, Владо Мисајловски, Горан Минчев, Гордана Димитриевска Кочовска, Златко Перински, Зоран Љутков, Игор Филков, Орхан Муртезани, Панче Тошковски, Сања Божиновска, Стефан Андоновски, Тимчо Муцунски, Фатмир Лимани, Цветан Трипуновски и Шабан Салиу. Тоа се Тој го знае. луѓето кои што ги побарувавме за да, нели, ја освоиме на максимална сума. Одлично одиграно, уште еднаш морам да ви пружам рака. Со ова ќе се поздравиме, ќе ви честитам и секако се гледаме во следното издание на нашиот квиз, каде што ќе имате повторно шанса да освоите Така. убава парична награда, но Да. и да победиме претходно Ако од се две може. licitации. Ке се може, зошто да не. Драги гледачи, се надевам дека и вие уживавте онолку колку што уживав јас во денешното издание на нашиот квиз листа за 300. Надпреварувачите беа весели, ведри, расположени, што ете на крајот резултираше со убава парична награда. Секако си обезбеди учество во следното издание на нашиот квиз, а вие останете со програмата на Сител. Чекајте го следното издание на листа за 300 и никако не заборавајте. Ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!